на демократското општество е децентрализација. И не случайно, децентрализацијата како процес го става како една од основните столбови и во првскиот договор, а и по теорија за демократија, бидејќи тука се гледа како граѓанинот како основен чинител на демократските процеси, бидејќи преку местните заедници, преку невладените здруженија, преку граѓанските здруженија, организирани директно учествува во креирање на локалните политики и нивниот микроамбиент на живење. Од тука, секогаш, процесот ишо од малото према поголемото, значи од местната заедница, од малите заедници према центарот, према државата, према големата општествена политичка формација, тоа е владата, односно државата. Затоа, мислам дека е пропуштиме голема шанса. 10 години Македонија нема децентрализација. Децентрализацијата во Македонија е само теорија, само една, да кажам, марша пред меѓународната заедница, да се каже дека регуларно во тој процес. Дефинитивно, Македонија е длабоко централизирана земја. И тоа ќе воздржа во неколку сегменти од позиција што и како е важно да во наредниот период Македонија пред се главната поента ја стави во овој процес, бидејќи на тој начин ќе ја ослободи и узурпираната демократија и ќе даде шанси на граѓаните да директно учествуваат во процесот на креирање на јавниот живот во Македонија.